Реакциите на СДСМ за извештајот на јавното комунално претпријатие Дервен е собирање на политички поени, реагираат од ВМРО ДПМН. Според координаторот на советничката група на владачката партија, јасно било дека се работи за техничка грешка во извештајот и дека финансиското работење претпријатието не било спорно. Предпријатието подолг период работи позитивно, финансиските трендови се мощни поволни. Редовно се сервисираат обврските кон доверителите, а исто така без проблем се отплаќаат и ратите на МЕАП кредитот и многу останати позитивни придобивки од работењето на Дервен. Очигледно, само за СДСМ овие факти и показатели се незабележливи. Уште поверојатно е дека тие имаат кратко памтење и не можат да се сетат на начинот со кој беше раководено од предпријатието додека тие беа на власт. Социјалдемократскиот сојуз имаат кратко сеќавање, но не и велешени. Според Саздов, немало никакви реакции од опозицијата во Советот за извештајот пред седницата, иако истиот советниците веќе го имаа во своите раце. Најверојатно калкулирано дека со тоа ќе постигнат некои си за нив разбирливи поени или причини, дека на тој начин ќе поентираат пред јавноста со таквиот начин на нивните забелешки. Од ВМРО ДПМН на СДС им порачаа да го тргнат ЈКП Дервен од политичките калкулации, бидејќи според нив предпријатието во речиси сите работни единици работи без загуби. Ликовна екоработилница и поетско читање. На овој начин започна одбележувањето на предстојниот 28 септември, денот на бошњаците во Општинското основно училиште Рајко Жензифов во Оризари. Ученици од неколку основни училишта од градов, заедно со домаќините од Рајко Жензифов, денеска на ликовната екоработилница ја покажаа својата креативност и способност за искористување на отпадокот. Оваа работилница се организира во склоп на екопроектот на нашето училиште. За таа цел денес децата работат со веќе употребени материјали и тоа е кеси, хартија, пластика, значи веќе искористен предмет го адаптираме или со развој на нашата креативност правиме некој нов предмет. Децата работат во групи, значи имаме 4 вида на предмети кои што ги изработуваме. Училиштето Рајко Жензифов се вбројува помеѓу првите во земјава кој го доби зеленото знаме како највисоко достигнување во исполнувањето на екостандардите. Истите се наминовни во секојдневното функционирање, зашто најголема заслуга имаат учениците. Кај нив од ден во ден се повеќе се развива свеста за значењето на здравата и чиста животна средина. Колку повеќе се трудиме и колку повеќе сакаме да ја постигнеме целта, толку побрзо ќе успееме во тоа. И многу е подобро да се живее во чиста средина. Рајко Жензифов како училиште не би било еко училиште доколку имплементацијата на децата во реализација на овој проект не е застапена. Значи децата се оние кои што најпрво со нивните родители и наставници учествуваат во реализација на сите тие активности и секако дека секоја спроведена активност е се со цел да се развие екосвеста кај децата, кај нас возрастните, кај пошироката заедница. Покрај традиционалната екоработилница во рамки на екопроектот денеска учениците со неколку садници го збогатија и разубавија училишниот двор. Беше собрана и поголема количина на хартија, а средствата од нејзината продажба ќе бидат искористени за самото училиште. Во следните 3 месеци Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика ќе спроведе нови анкети и ажурирање на лицата кои се изјасниле како невработени. Преку оваа анкета лицата ќе имаат можност повторно да се изјаснат како активни барачи на вработување преку посредника Агенцијата за вработување или лица кои не сакаат вработување. Новото анкетирање и ажурирање ќе се спроведе со цел да се исправат некои неправилности од правото, но и со цел подетално да им се објаснат условите на граѓаните доколку се впишат како активни или пасивни. Преку согледувањето на реалната состојба кај невработените од анкетите, Министерството за труд и социјала заедно со Агенцијата за вработување ќе изготви соодветни мерки и програми преку кои директно на новите невработени кои бараат работа ќе им се даде поддршка. Во Велес околу 3000 лица активно бараат работа, додека пак бројката на пасивни невработени изнесува околу 6000. Од ова се забележува дека бројот на активни невработени е помал од пасивните невработени лица. Од Министерството за труд и социјална политика сметаат дека ова се должи на неинформираноста на невработените од страна на вработените во центрите за вработување ширум земјава.
Обувки и алишта донираа жените вработени во секторот за внатрешни работи од Велес на хуманитарната акција која се одржуваше во текот на вчерашниот ден. Пред полициската станица беа донесени мноштво кутии и кесиња од членките на секцијата на жени при Македонскиот полициски синдикат. Целта на оваа организација е секако граѓаните да навидат и во едно поинакво светло, односно да видат дека и припадниците на полицијата знаат да бидат хумани и да помогнат на оние најранливите групи на кои што се надеваме дека овие скромни донации ќе им бидат од голема корист. Собраните алишта и обувки, жените вработени во Велешката полиција им ја предадоа на волонтерите на Општинската организација на Црвениот крст. Тие пак ќе се погрижат за распределувањето на донацијата во соработка со Центарот за социјални работи од Велес. Значи, вработените во секторот за внатрешни работи Велес континуирано продолжуваат со својот општествено одговорен однос кон заедницата, кон населението на кое што действуваат. После поголем број организирани крводарителски акции, едукација на вработените области на превентивна здравствена заштита и така натаму. Ево овој пат во овој случај секцијата на жените од секторот за внатрешни работи организирана благородна хуманитарна акција. Тоа не е изненадување, значи даваат дел од своите материјални добра кои што ќе им користат на населението, на дел од населението во нашиот град, зашто Црвениот крст сме бескрајно благодарни. Актуелната ситуација и приказните по медиумите за граѓани на кои им е потребна помош од екзистенционален вид ги потикнало вработените во СВР Велес да организираат оваа акција. Во онаа покрај припадничките на секцијата на жени, кој има бројка од околу 35 членови при полицискиот синдикат од Велес, учество зема и останатите вработени, како и нивни роднини, пријатели и сите хумани граѓани кои имаа желба да донираат во акцијата. Некогаш и денес изложба на слики изработени од кал, песок, камчиња, трска и се она што може да се употреби од природата како материјал за изработка на уметнички дела. Станува збор за изложба на кавадарчанецот Ристо Соколов Сокол. Инспирацијата за изработка на слики од кал, вели тој, ја црпи од детството и традицијата. Вели дека животот во минатото, гледајќи ги луѓето како ја употребуваат калта за да ги изградат тогашните живеалишта, е неголемата мотивација да се одлучи за овој вид на техника. Последно време видов дека кога седејќи по тие работејќи по тие села, истражувам за калта, видов дека калта сама по себе си иде таа земја, уствари си иде пак во земјата, значи направено од земја, поново се враќа во земјата. И јас размислив една работа. Тоа е мојата уметност. Да ја продолжам векот на нашите предци кои работеле. Сега, што е ствари калта? Калта е еден материјал, екоматеријал. Сите овие, сега некогаш и денес што ги гледате слики, се екоматеријал. Да се направат слики од кал е мокотребна работа, вели Соколов. Почнал да се занимава со изработка на уметнички дела од кал уште пред 13 години. На синоќешната изложба беа изложени 50 дела, кои го отсликуваат минатото и сегашноста. Според него, уметноста која е застапена во нашата држава е многу поразлична од уметноста во регионот. Уметноста има многу кај нас и не треба да го забораваме нашето, да не земаме нови неоргански елементи во инсталации или така. Ние да правиме нашите инсталации да бидат македонски. И јас тоа и така решив да правам од кај нас тука. Сум поминал Европа, бев и Америка, видов дека кај нас е најголемата топлина. Значи, нашата кал си е кал. Имам изложби во Македонија, имам и надвор од Македонија и сум работел низ Европа и Америка. Значи, каде одам, таму оставав мои дела. Многу објекти имам направено со кал во Бугарија, имам работено тука објекти исто и во Велес. Некогаш и денес изложба која синоќа беше поставена во ликовниот салон ги собра влюбениците во уметноста од Велес, но и од неговото родно Кавадарци. Ристо Соколов Сокол е единствениот уметник македонец кој се занимава со овој вид на техника. Тој е роден во селото Дренова Кавадарачко и е еден од основачите на Друштвото на ликовни уметници од Кавадарци. Твоја иднина, твој избор, твоја контрацепција. Под ова мото годинава се одбележува денешниот 26 септември, светскиот ден на контрацепцијата. Темата на пораката која е избрана доаѓа поради фактот што е визионерска, позитивна и охрабрувачка. Податоците од бројните истражувања илустрираат дека бројот на луѓето кои не користат никаква заштита е алармантно голем.
Уште позастрашувачки факт е неедуцираноста која се однесува на заштита од несакана бременост и сексуално преносливи болести. Светскиот ден на контрацепцијата воедно цели кон обезбедување на веродостојни информации кои се однесуваат на сексуално преносливи болести и нивна превенција, бидејќи во последно време се се пораспространети. На светско ниво, повеќе од 41% од просечно 208 милиони бременности кои се случуваат годишно се непланирани. Контрацепцијата спречува околу 188 милиони непланирани бременности годишно на светско ниво, а резултатот е 112 милиони помалку абортуси и 150.000 помалку смртни случаи на мајки при породување. Светскиот ден на контрацепцијата започна да се одбележува во 2007 и се фокусира на поддршка и охрабрување на луѓето и нивното право да се впуштат во потрага по точни и непристрасни информации кои се однесуваат на контрацептивните средства со цел да избегнат непланирана бременост и сексуално преносливи болести.